Една или повеќе изборни единици, пропорционален или мнозински модел, отворени или партиски подредени кандидатски листи, ова се дел од дилемите што стануваат актуелни пред секои избори. Стручната јавност и ОПСЕ ОДИХР повикуваат дебатата за изборниот модел да се отвори независно од терминот за избори и да се затвори барем 6 месеци пред нив. Професорот по политички систем и уставно право Борче Давидковски смета дека за вакво важно прашање не треба да одлучуваат лидерите на 4 најголеми партии, туку сите граѓани. Најдобро на референдум. Дури ако има потреба и еве референдум да направиме, да го прашаме народот дали народот е да се смени изборниот модел, дали да имаме една изборна единица, дали се отворени листи, дали се затворени листи, може да се вратиме на првиот, на мнозинскиот модел. Англија 250 години го практикува, па не можеме да кажеме дека во Англија нема демократија. Давидковски се повикува на уставот, бидејќи правото на кандидирање и набирање е уставно загарантирано. Уставот се крши, бидејќи право, избирачкото право со устав е загарантирано. Дали е пасивно кога граѓани да гласаме или активно да преку политички партии, а може кој независни кандидати да се јава кој сака да аплицира во власта, тоа сепак уставот го определува и за реализацијата, за имплементација на тоа уставно начело треба сите да бидат инволвирани, а не вака. Дел од аналитичарите сметаат дека предлогот за една изборна единица и за отворени листи обезбедува поголема демократија, отвореност и посветеност на политичарите. Токму отворените листи, односно пред една изборна единица е една своевидна гаранција за одржлива демократија, за демократија во која што ниедна од двете или повеќето поголеми политички партии нема да вели и нема да може да има апсолутна власт, што значи апсолутна негрижа, па некогаш и неодговорност. Група парламентарни партии, предводени од Демократскиот сојуз, ЛДП и ДОН, доставија во собранието предлог закон за една единица и за отворен тип кандидатски листи, но ДУИ го блокираше со 5000 амандмани, додека ВМРО ДПМН е побара враќање на мнозинскиот модел. Прашањето остана отворено, но нерешено, бидејќи секоја дебата завршува со заклучокот дека за ваква реформа на изборното законодавство е потребен консензус.